Јас сум Станка Мицевска, професор по деленска настава, поточно кажано учителката на Ренато Андонов. Со Ренато се познаваме цели 5 години, затоа што му бев учителка и моравме да соработуваме, односно да се гледаме постојано. Ренато е прекрасно дете. Дете со вистинска смисла на зборот. Не верувам дека има некој што него сака или не посакува да другарува со него. Не само што се дружи со дечињата од неговото одделение, туку тој и во целото училиште има премногу другари кои го сакаат и соработуваат со него. Освен што е другар, тој е многу исполнителен, одговорен и трудолюбив ученик. Како секој родител и неговите родители се премногу среќни и горди на Ренато со тоа што он успеа да го постигне во текот на тие 5 години, па и сега, бидејќи сега е 7 одделение, Ренато постојано напредува во погледот на образованието. Како секое дете и тој се радува, горд е на неговите постигнувања, но не се задоволува со тоа што ќе го постигне, туку сака уште повеќе да напредува во секој поглед. За шах морам да го пофалам дека е доста солиден, меѓутоа јас тука немам никаква заслуга. Тука најмногу неговиот дедо, тој ми кажа дека го бодрел и го мотивирал и го учел да игра шах. Значи во слободно време дома со дедо, Ренато научи да игра шах. Ренато има доста постигнувања на училишно ниво со другарчињата, дека го учев, кога игра секогаш тој победуваше, па бидејќи покажуваше најдобри резултати во нашето одделение, јас го предложив за патрониот празник кој се одржува на 4 мај секоја година да учествува. Тогаш освои 2 награда. Соработката е меѓусебна, значи несебична. Како Ренато со другарчињата, така и тие со него. Не само во одделението, туку и во училиштето има премногу другари, сите го сакаат, навистина од срце го сакаат. Според неговите можности и способности, тој е вклучен максимум што може и дава се од него, за да постигне се подобар резултат. Ренато е прекрасно дете. Пред се е мил, дружелюбив, добар, со искрено срце. Тој никогаш досега нема навредено некое другарче, па затоа е и омилен меѓу другарчињата. Исполнителен е во неговите обврски, сака да другарува како и сите деца, обожава да игра на компјутер и шахот, како што рекоме, му е омилена игра. Ренато, како што ви кажаве, вреден и неуморен ученик. Тој учествуваше во многу наставни активности. Во прво одделение глумеше во една мала представа. Потоа учествуваше на тортилијада, освои награда. Неговата несебичност се гледаше во тоа што тортата што ја доби ја сподели со неговите другарчиња, значи заеднички се почастија. Потоа учествуваше на телевизија Звон. Освен тоа учествуваше и во еден проект Мост на пријателство, што го имаме во соработка со Република Хрватска. Освен што учествуваше на проектот, учествуваше и не повеќе во наставни активности, а една тајна ми сподели, па потоа јас ја пренесов на родителите дека тој многу сака спорт, па затоа и одлучија да спортува, односно да плива, сега оди на пливање. Јас се викам Ренато Андонов, имам 13 години, во септември пунам 14. Живеам со мајка ми, татко ми, дедо ми и брат. Мене ме радува кога играм шах, кога идам на пливање. Ме растажува, па тешко може нешто мене да ме растажи. Во слободното време играм шах или идам на пливање или играм некои видеоигри со моите другари. Имам омилени повеќе компјутерски игри. Counter-Strike, GTA 5, имам пријатели на училиште, зборуваме за видеоигрите, за оценките сега на крај на годината, за некои познати шахисти. Ќе опишам мојот ден кога идам на пливање. Ќе станам наутро околу 7 часот, ќе доручкувам или нешто, ќе измијам заби, ќе идам да се средам и потоа ќе си го спремам ранецот со купаки, со пешкири, со такви работи. Ќе идам таму со тренерот, ќе попливаме. Ќе се вратам дома навечер, така нешто играме со другарите и видеоигри и тоа. Најголема неостварена желба ми е да учествувам на некој надпревар за пливање, на шах, некој надпревар така.
Имам симпатија од 7 Б. Ми е задоволство што сте гости во мојот дом. Јас сум Андонова Славјана, мајка на Андонов Ренато. Тој е роден со диагноза спина бифида. Има малку, не малку, туку малку повеќе има проблем со движењето, со одењето. Како родител, нели, која се надеваш дека ќе родиш здраво дете. И кога ми соопштија дека има некоја аномалија, јас не бев свесна што е уште тоа. Уште како бебе, уште не знаеш што и како понатака. Веќе после кога наполни веќе година, кога очекуваш другите деца на негова возраст почнуваат да одат, а тој не, тогаш веќе си го фраќаш филмот и знаеш што те чека понатака. Тој е многу дружелюбив, се дружи, има дури доста повеќе другари од брат му, ако брат му е постар од него, се дружи со сите. И сите го, мислам, го прифатија таков каков што е. Па има и со глума, ама тоа јас не го забележав, го забележала наставничката, благодарение на нејзе. Она го забележала и глумеше таму во неколку представи. Во однос на шахот, дали има награди? Тогаш кога играше таму во школа, освои, мислам, второ место. Дали сте горди на Ренато? И како не, како секоја мајка, да. Сте го запишали на пливање? Да, идеме, речиси, во неделата 3 пати. Зависи со тоа до тренерот, нели, што го вежба. Не оноа слободно пливање, туку мора да биде со тренер. И заинтересиран е, многу сака. Дури да чека да иде таму на пливање. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go,